Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Четврток, 9 јули. Христос, силата и мудроста Божја. Во 1 Коринтијаните, 1 глава, 19, 20, 30 и 31 стих, Павле зборува за тоа како Божјата мудрост и човечката мудрост се неверојатно различни, а со тоа и меѓусебно исклучиви. Забележете дека Павле не ја отфрла мудроста како мудрост, туку ја отфрла човечката мудрост што се обидува да се надпреварува со Бога. Човечката мудрост е неспособна да го ослободи човекот од гревот. Само Христос, Божјата мудрост, може да го изврши ова дело. Видете ја табелата подолу. Горе, но за нас кои се спасуваме, а долу за повиканите пак. Горе, пораката за крстот е сила Божја. Долу, Христос е Божја сила. 1 Коринтијаните 1.18, горе, а долу 1 Коринтијаните 1.24. И двата стиха, 1 Коринтијаните 1.18 и 1 Коринтијаните 1.24, покажуваат дека Христос е сила Божја во смисла дека само Тој има моќ да ги спаси луѓето од нивните гревови. Всушност, Бог благоволи со безумието на проповедта да ги спаси оние што веруваат. 1 Коринтијаните 1.27. Изразите за нас кои се спасуваме, 1 Коринтијаните 1.18, оние што веруваат, 1 Коринтијаните 1.21, и оние што се повикани, 1 Коринтијаните 1.24, се однесуваат на иста група, имено на луѓе кои имаат живо искуство на спасение преку вера. Зашто Евангелието на Христос е сила Божја која го спасува секого што верува. Римјаните 1.16. Само Христос е силата и мудроста Божја. Само преку Него Бог се соочил и го решил проблемот со гревот. Проблем што човечката мудрост никогаш не може да го реши. Мудроста на овој свет е безумство и не може да ги запознае луѓето со Бога. 1 Коринтијаните 1.21. Спротивно на тоа, само преку Христа ние стануваме мудри за спасение. 2 Тимотеј 3.15. Прочитете 1 Коринтијаните 1.24-29. Забележете некои од зборовите во овој текст, како што се безумно, слабо, сила и мудрост. Која суштинска порака ја изнесува Павле овде? 1 Коринтијаните 1.24-29. А за самите повикани, и јудејци и грци, Христос, Божја сила и Божја мудрост, зашто безумното од Бога помудро од луѓето, и слабото од Бога посилно од луѓето. Гледајте го, браќа, само своето повикување. Нема тука многу мудри по човечко сваќање. Нема многу силни, ниту многу од благороден род. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите. Што е слабо пред светот, Бог го избра, за да ги посрами силните. И што е неблагородно, и што е презрено во светот, и она што се смета за ништо. Бог го избра за да го уништи она што е нешто, за да не може ниедно тело да се пофали пред Бога. Додека го читаме текстот во 1 Коринтијаните 1.24-29, треба да обрнеме внимание и на изразите безумно и слабо. Суштината е во тоа дека човечката мудрост може да ја смета пораката за крстот како безумност и слабост. Меѓутоа, Божјото безумие е помудро од луѓето и Божјата слабост е посилна од луѓето. 1 Коринтијаните 1.25. Ова не значи дека Бог е слаб или безумен, туку тоа е израз што покажува колку Божјата сила и мудрост го надминуваат сето она што е човечко. Задржете се на зборовите. Не мнозина сте мудри по тело, не мнозина силни, не мнозина благородни. 1 Коринтијаните 1.26. Која порака се наоѓа тука за нас?